Дојдовте назад во утринската програма на Телма. Почитувани гледачи, имам чест и задоволство да и речам добро утро, добре дојде и да ви ја представам Илина Арсова. Со два збора само представување, наш позната планинарка, уметничка, мултимедијална хероина, со еден збор. Добро утро, Илина, добре дојдовте во утринската на Телма. Добро утро, ти благодарам на поканата. Кој од овие наслови со кои ве закитив најмногу ви прилега? Па не можам помалку од 3 збора. Најкратко што можам да се опишам се 3 збора. Ликовен уметник, активист и спортист. Планинарка. Така. Во последно време и како партнерка на Игор Джамбазов. Па тоа не е титула. Не е титула. Тоа може медиумите го гледаат како титула. Јас го гледам како задоволство и обврска. И привилегија на некој начин. И привилегија. Добро, имаме многу теми за разговор, меѓутоа непосреден повод за ова гостување сега е вашето враќање од САД по покана на Стејт Департментот. Многу активности таму, меѓу другото и средба со првата дама Џил Бајден. Ќе ни кажете накусо за што станува збор? Да, навистина имаме многу поводи. Одамна не сме се виделе, освено на гостување виртуелно. Да, тогаш се јавивте од Јужна Америка. Што ме скурнавте од кревет од Јужна Америка, да, за да го изненадиме господинот Джамбазов. Точно е, значи, што туку се вратив пред неколку дена од Вашингтон. Престојува во САД точно 16 дена. Поводот беше 10 годишнината од глобалната спортска менторска програма, каде што јас сум дел од 2012 година, од незиното основање. Сега оваа година, бидејќи имавме 10 години, не само што славевме 10 години од програмата, славевме и 10 години од, тоа се вика Title IX, тоа е еден федерален закон кој што се усвојува во Америка во 72 година и благодарение на него, значи, жените и мажите добиваат еднакви права во сите сфери на општеството, односно се забранува секаква дискриминација врз основ на родова припадност, дали во спортот, во едукацијата или во било каква финансиска асистенција од државата. Така, тоа е, значи, еве, сум пропуштил кога ве најавував, да кажам дека сте и активист за човекови права, односно поточно борец за полова рамноправност. Па да, значи, од моето враќање во 2012 година, по учество на програмата, каде тогаш бевме избрани 17 жени на номинација на американските амбасади на своите држави. По моето враќање јас почнав некако повеќе да се залагам. Мене американската амбасада тогаш ме номинираше, бидејќи ми имаше препознаено како рол модел, како еден пример за млади жени и девојки, бидејќи го користев, уште тогаш веќе го користев спортот како алатка за сплотување, за зајакнување на жените преку спорт. Сега по моето враќање, значи почнав поактивно да се баравам со тоа, преку разни едукативни платформи, да ги вклучувам и младите и секако повеќе женските да се вклучуваат во разни спортови, да ги мотивирам на некој начин, но при тоа го користев како платформа, ги користев планинарските спортови, бидејќи сметав истовремено дека е многу битно човекот да се ми се чини дека човекот е малку дисконектиран од природата и мислам дека тоа е едно значајно прашање. Навистина треба да се навратиме кон корените, кон природата. Јас ги користев планинарските спортови за да повторно некако ја доловам таа магија и силата која што ја добиваме ние од природата и од планините. Држав разни обуки, значи учествував во обуки на жени планинарски водичи со федерацијата, организирав самостојно обуки за млади и за жени во Охрид, правевме меѓугранични соработки на дечиња од Албанија и од Охрид, например, или од Преспа. И така натаму ги подучував за оние, како се викаат, survival skills, значи за некои вештини на преживување во планина. Учевме пливање, качување, неодамна ја формиравме женската качувачка школа, значи преку разни платформи, но меѓу другото и преку промоција на филмот This is her story или тоа е незината приказна. Навистина мултимедијално гледав тоа да допре до што повеќе луѓе, значи за целото тоа време бев и основач и поддржувач на разни организации кои потоа почнаа да се создаваат и да работат на оваа тема, односно повеќе да ја застапуваат. Бројни активности практично не застанувате, значи имате многу работа во секоја област и ќе зборнеме по нешто за се од ова што го спомнавте. Ако имаме време. Да. Сакам да ве прашам, рековте дека ве препознале како рол модел за Ајде македонски израз да му најдеме на тоа рол модел, не знам како да го преведам до јас.
Ама така еден пример или пример, да, и веројатно како инспирација за другите, за помладите генерации, дека треба да го следат вашиот пример кога станува збор за конекцијата со природата, за тоа зборувате. Да, и токму тоа е многу интересно што ме потсети, значи оваа 10 годишнина од програмата не беше за мене значи само 10 години од програмата, но за мене беше една навистина битна 10 годишнина, бидејќи после тие 10 години веќе почнав да си го препознавам и да си го гледам трудот и импактот кој што сум го направила последните 10 години. Сето тоа значи на крај се круниса со наградата за Европска жена на годината која што добив од Европската делегација во Македонија и ја добив титулата Европска жена на годината за 2022 година. Таа номинација и таа награда поттикна толку многу реакции што навистина позитивно бев изненадена и илјадници луѓе почнаа да ми пишуваат како сум ги инспирирала, како керката си ја крстиле по мене, како мали девојчиња ми пишуваат кога ќе пораснам сакам да видам Илина Арсова и така натаму, дури битни фигури ми кажуваат дека навистина сега девојчињата имаат некој идол со кој што можат да се поистоветат, но тоа не е само заради планинарењето, тоа е заради целокупната приказна и заради животниот стил кој што јас го наметнувам, нели да биде во согласност со природата, да се негуваат некои вистински животни вредности, етика која што сме учеле на времето во однос на скромност, лојалност, искреност, трудолюбивост и така натаму. И секако да има спорт, бидејќи сметам дека спортот, особено кога сме надвор во природа, ни помага многу и за да ги зајакнеме работните навики, дисциплината, самодовербата, воопшто кога сме посилни и поцврсти надворешно физички, ќе бидеме и ментално и психички поцврсти и поиздржливи во борбата за она што сакаме да го постигнеме. И на тој начин им доловив на многу млади дека навистина содиштата не се недостижни, ако навистина се сака. Значи, ако би можел да поедноставам, вашата мисија е всушност враќање кон природата и кон вистинските вредности. Со неколку збора, со сите активности кои вие ги проводите. Да, и дека ништо не е невозможно ако навистина се трудиме и се посветиме. Уште малку околу посетата на САД. Така е. Ако има, вие ни пративте и видео од таму. Ако се подготвени, би ги замолил од колегите од режијата да ги пуштат во позадина, а дел да видиме и на екранот. А вие би можеле во меѓувреме да ни објасните, рековте, тоа е 10 годишнина од таа глобална спортска менторска програма. Така, и по тој повод се сретнавте и имавте куса средба и со првата дама, а и со едни од најголемите спортски имиња во САД. Така е, да. Значи јас го кажав само поводот, но значи секоја година, овие 10 години, секоја година по 17 девојки стануваат дел од програмата по различни номинации. Значи за 10 годишнината 40 девојки од тие вкупно 140 кои што сега се делегати на програмата присуствуваа и имавме во тие 2 недели различни обуки. Прво имавме во Бапсон коледж во Бостон цела неделна обука на тема предприемништво и предприемништво во спортот. Сега ја гледаме фотографијата со Хилари Клинтон, каде што сум облечена во галичка носија, тоа беше пред точно 10 години, додека пак оваа фотографија е од оваа година. 2 представнички бевме од Македонија, Силвија Митевска и јас, значи вкупно 40 дами, а на свеченостите кои што следеа потоа, значи после Бостон, последната недела ја поминавме во Вашингтон ДС, каде што имавме свечености со највисоки представници од Стейт департментот на САД и со најголемите спортски индустрии кои што се наши ментори, поддржувачи на програмата, како и Центарот за спорт, мир и општество при Универзитетот на Тенеси, кој што е партнерот која имплементира, односно доктор Сара Хилиар е менторката која што ја имплементира целата оваа програма, чија што оваа визија тоа беше нејзина визија и со многу љубов, со многу труд, таа ја имплементираше својата визија. Меѓу другото, значи клучни зборови на главната свеченост која што имавме во Capital One Arena во организација на State Departmentот, каде што една по една не прозива и на некој начин на висока нога свечено не дочека. Клучен збор ЗДО и навистина со инспиративен говор се обрати токму првата дама Джил Бајден и тениската легенда Били Джин Кинг. Значи 39 Гранд Слем титули. Жената која што се изборила, била меѓу борците за да се воведе тој Title IX во 72 година и благодарение на кој и таа, како и други спортистки како неа, ги направиле, ги достигнале своите спортски кариери.
Рековте дека голем број родители се одлучиле детето да си го крстат Илина по вас, а на голем број македонски мали девојчиња сте вие на некој начин пример, урнек, модел како треба да се напредува во животот. Тоа го добива во пораки, малце нескромно човек да си го каже тоа за себе, но навистина ми стигнуваат такви пораки, а тоа секако дека ме радува. Јас навистина тоа беше мојата мисија, ако можам со она што го правам да ги мотивирам луѓето околу мене, тоа е прекрасно, зарем не? Која е вашата инспирација? Имате ли вие некое име кое ви служи вам како инспирација и како мотивација? Па, видите, значи јас како ликовен уметник пред се, навистина се инспирирам од пейзажот. Дури и во моето ликовно творештво најмногу е застапен пейзажот. Јас се фасцинирам од пейзажот, особено ако е тоа искршен хоризонт со стрмни планини пред мене, кои што на некој начин со својата моќ и суровост јас црпам енергија, навистина. Кога одам да се искачувам на експедиција, јас може да бидам преморена, може да бидам гладна, може да бидам, значи, осамена, исплашена, но кога ќе се вратам дома, некаде во комфорт зоната, јас зрачам од енергија и сум полна, и сум исполнета, и после тоа сум спремна да се нафатам на било каков предизвик. Тоа не е ништо друго, значи тоа е храната што јас ја црпам од природата. Освен природата и пейзажот како инспирација, мислете на некоја силна жена која го направила светот подобар или која го прави светот подобар? Да, секако има и силни жени кои што ме инспирирале. Еве меѓу другото, значи и оваа спортска икона Били Џин е навистина, значи голема инспирација за многу жени и девојчиња. Ние имаме и наши македонски легенди кои што ми биле мене инспирација за кои што сакам да направам филм. Тоа е во склоп на мојот последен проект, раскажувачки документарен проект кој што го работам. Тоа е незината приказна и сега мислам дека и веќе правиме нови филмови за Нада Ицева, за други спортски легенди, кои што навистина оставиле трак врз општеството и за следните, биле поттик инспирација за следните генерации. Исто така инспирација ми е љубовта. Значи јас гледам да наоѓам љубов во се што го правам. Значи тоа не значи само љубов кон партнерот, кој што секако е огромна, како што знаете, но и кон најблиските, и кон планината, и буквално во се што правам. Едноставно сметам дека ако човек она што го прави со љубов, воопшто нема да се чувствува, нели, дека треба нешто тешко да работи. Ќе ужива во тоа што го работи, ќе го прави со поголема леснотија, ќе постигне поголема ефикасност во тоа што го работи и на крајот ќе има поубава, поздрава околина околу себе. Рековте љубов кон се што правите, но и љубов кон партнерот. Еве во оваа пригода да го поздравиме Игор Џамбазов. Да го поздравиме, не гледа сигурно. Кога станува збор за љубовта кон партнерот, Игор Џамбазов е во Дојран, да, поздрав од Илина до Игор. Кој кого повеќе слуша? Па мора да се слушаме сега. Бидејќи има силна жена инспирација на едната страна, има докажана легенда или не знам како да го наречам. Да, секој си има своја агенда на некој начин и ние многу добро си го исполнуваме слободното време кога сме заедно, но имаме огромна почит еден кон друг, секој кон, нели, она што го прави другиот. Например, тој е постојано во творечки занос, има концерти, има настапи, има све. Јас патувам, еве пишувам, творам, сликам и така натаму. И така да знаеме да бидеме и насекаде низ Македонија, на различни краеви од Македонија, но за среќа па и не е толку голема Македонија, што за 2 до 3 часа може да се стигне од Дојран до Охрид и обратно. Така, но вие сте многу често пати надвор. Спомнавте Игор пишува, пишувате и вие, досега спомнавте се, спомнавте и незината приказна на која пак би сакал да се навратам на тој серијал на филмови. Меѓутоа, кога станува збор за пишувањето, вие сте и автор, еве неколку книги. Донесовте во студиото, автор сте на 7 врови. Да, значи, уште пред да се запознам со Игор, јас пишував. Минатата година, пред 2 години ја издадов првата книга, Планинарење. Тоа беше на некој начин нужна литература да се издаде и за медиумите како вас и за сите љубеници на планинарските спортови. Тоа е прирачник кој што ги опишува сите спортови кои произлегле од планинарењето, а денеска може би веќе се надпреварувачки или дури олимписки спортови. Потоа, значи, за разлика од планинарење, која што е така по стручна литература, да речам, и прирачник за
планинари, од искусни до почетници, до излетници и така натаму. Следната книга, која што некако беше очекувана, исто така барана од публиката, е Седумте. Седумте не се однесува само на седумте врвови, но како поднаслов стои Седумте патописи за љубовта, планините и уметноста. Тоа е буквално еден автобиографски патопис, каде што раскажувам и за искачување на тие 7 врвови, како една од 70 жени во светот, но и за она што се случувало во меѓувреме. И на самиот почеток од книгата јас кажувам, од секогаш пишував, од секогаш сакав да пишувам, блог, дневници и така натаму, одев дури и на литературна секција, добивав и награди, но никогаш не замислував дека ќе пишувам и книги. Сега таа е мојата книга, а ова што ја спомнавме, значи книгата што ја промовиравме токму сега во САД, таму јас не сум автор, но сум уметник кој ги работеше илустрациите на книгата. Меѓу другото, значи во оваа книга, која што ја промовиравме сега токму на 10 годишнината, опишани се 9 приказни на 9 силни жени, делегати на програмата за спорт мир на глобалната спортска менторска програма и почнува книгата, првата приказна со која што почнува е всушност мојата приказна. И сето тоа е некако убаво спаковано во една едукативна книжка, која што може да послужи и за младите да се изуцираат и да учат и малце географија, да видат каде се тие земји од каде што потекнуваме, затоа што девојките потекнуваат од 68 земји на светот. И заедно со со знамето на Македонија и вашето име, велите таму колку што успеав да видам со дело докато се македонско го носев на секој врв. Така беше нешто во тоа е една моја изјава каде што кажувам дека додека во последните метри кога се искачувам на Монт Еверест, всушност ја носев целата моја држава на грбот, бидејќи требаше да испишам историја и не смеев да ги разочарам сите тие луѓе кои што секојдневно ме следат, навиваат за мене, ме поддржуваат. И значи некако сето тоа го доживав како и еден како мал притисок, но и како поттик кој што ме водеше во тие последни метри кон врвот. Тоа се случи во 2013-та година? Во 2013-та година се случи Монт Еверест, а во 2019-та, на крајот на 2019-та ги завршив 7-те врвови. Со искачување на Антарктикот, на врвот Винсон на Антарктикот, ги заокружив сите 7. Измеѓу, секако дека качував и други врвови кои што не се на таа листа, бидејќи не секогаш беше лесно да се финансира искачувањето на овие врвови, особено ако се толку далечни како што е Антарктикот или како што е Монт Еверест, кој се уште важи за една од најскапите планини во светот. Но сепак на крајот, значи кога ќе ја добиеме довербата од и од државата и од луѓето околу нас и така натаму, навистина малце станува полесно и последните, значи неколку врвови веќе имав целосна поддршка, целосна доверба и од агенцијата за млади спорт и од мојата матична федерација. Така, и тогаш во 2019-та напишавте мисијата 7 врвови е завршена, македонското знаме е на врвот Винсон со на Антарктик со студени раце, но топло срце. Со ова искачување станав прва жена од нашата земја и една од 60-те во светот кои ги искачиле на високите врвови на сите континенти. Се уште сте прва и единствена од Македонија која ги искачила 7-те врвови и прва и единствена што го искачила највисокиот врв во светот. Да, но ите гледам дека навистина овие 10 години сето она што сум го правела на некој начин, дали директно или индиректно да ги поттикнам другите девојки да го прават истото, веќе се гледа. Значи веќе е тоа видливо, не само што и во Македонија. Јас веќе гледам мои наследнички кои полека го одат тој пат и не само што го одат, но сигурно и некаде и ќе се надградат и ќе направат и нешто повеќе. Но и во светот навистина сега зема женското планинарење како најбитен, најголем пример тука во регионот на Балканот ни е Ута од Косово, која што се стреми да ги искачи сите 8.000-арници на Хималаите, што е уште потешко, многу потешко. Веќе има 7 искачено. Значи тоа е една мисија навистина од светски ранг.
Тоа се различни предизвици, бидејќи планинарењето нема званичен официјален надпревар, значи ги имаме овие како предизвици. Дали ќе бидат 7-те врвови или 14-те 8.000-дарници или ќе биде, има една мисија која што се вика Снежниот леопард, таа ги опфаќа искачување на највисоките 7.000-дарници на територијата на бивша СССР. И сега секој од тие предизвици си е вреднуван. Кој е вашиот актуелен предизвик сега? Па јас што туку го завршив предизвикот за 7-те врвови, сега имам некои што ми се секако планини кои што ми се на срцето, бидејќи естетски ме привлекуваат заради нивната местоположба и така натаму, ради нивната форма и алпски карактер, ме привлекуваат Андите во Јужна Америка. Има таму еден куп планини кои што може да се искачат, но исто така имам и предизвици од поинаква природа, например интелектуално и академски да се надградувам, тоа би можела да го кажам дека е мојот следен предизвик. Така. Ај уште малку околу серијата филмови Незината приказна. Таму не се само македонски спортистки, туку и спортистки од целиот свет кои оставиле печат на некој начин. Да, значи по кој критериум ги избирате и гледачите може да ги видат филмчињата, тие се објавени на нашата веб страна herstory.pro и досега значи имавме реализирано 4 кратки филмчиња кои што го заобиколија светот буквално, учествуваа, беа официјално селектирани на 25 филмски фестивали и освоија 5 меѓународни награди. Како за почеток, она што ни дозволуваше тогаш и буџетот и се, значи беше да се сконцентрираме на Балканот. Затоа со некое мало истражување јас ги како автор на овој проект и значи јас ја правев селекцијата да бидат тоа сепак представнички на планинарските и качувачките спортови. Ја имавме Ута од Косово, Александра Тоткова од Бугарија, која што е 13 годишно девојче и навистина ги поместуваше границите во спортско качување на карпи. Ја имаме мојата приказна од Македонија и Аргиро од Грција, која што исто така е уметник и спортист во качување на карпи, ги помести границите во женското качување, спортско качување на карпи. Сега, значи, следната епизода, следниот серијал, го работиме во чисто женска екипа со продукција, солист продукција од Македонија, бидејќи не можев јас да продолжам да бидам и продуцент, и креативен продуцент, и автор, и наратор на сето тоа. Направивме една здружена екипа од македонски женски режисерки и продуцентка и така натаму, па сега ќе работиме само македонски приказни, но мојата желба е секако овој проект да прерасне и на глобално ниво и да ги раскажам приказните иве, например, на некои од овие 140 девојки кои ни се во програмата, во глобалната спортска менторска програма и се подеднакво инспиративни заради социјалните промени кои што ги направиле во своите заедници. Не станува збор само да бидеме нели добар атлет или да имаме добар резултат во одреден спорт, но она што мене ме интересира, бидејќи самиот наслов кажува Незината приказна, е целокупната приказна на тие жени кои што се борат против стереотипите во општеството, кои што го користат спортот за да поттикнат социјални промени и со тоа ја испишуваат историјата. Кога во 2013-та станавте првата македонка што се качи на највисокиот врв на светот, медиумите во Македонија, јавноста ве нарекоа хероина, а со оглед на тоа што вашата страст е прилично скапа работа, веднаш потоа или во некој интервју подоцна изјавивте дека не сте се чувствувале како хероина, односно тие чувства биле на некој начин измешани со оглед на тоа што духовно сте биле на врвот, меѓутоа финансиски сте биле на дното и сте имале проблем во буквална смисла да отпатувате до Охрид и да се вратите назад. Да, значи за сите тие работи пишувам и во книгата. За сите тие нагорнини и надолнини кои што ги поминуваме во животот и кои се на некој начин нормални, затоа што и во искачување на самата планина, нели, одиме нагоре и кога ќе стигнеме на врвот, што правиме? Значи, колку време може да стоиме на врвот? Што мислите? 10 минути, 15 минути. Зависи колку се сурови условите. Зависи, да, но сепак не можеме да седиме долго. После тоа што следува?
пак треба по истиот пат да се симнеме надоле или по друг пат, но пак треба да се симнеме надоле. А патот надоле знае да биде уште понапорен и посуров и поризичен. Значи мораме цврсто и достоинствено да го изодиме и тој пат надоле. Истото тоа на некој начин ни се случува и во животот. Па тоа надоле не може да оди до недоглед, нели? Пак ќе стигне до некоја долина, па повторно ќе се издигнат некои врвови кои ќе не поведат нагоре. Истото тоа се случува и во животот, токму така кажав. Значи, јас бев националната хероина, но бев буквално шворц. Сите сакаат да се сликаат со тебе и да те тапкаат по рамото, но никој не те прашува буквално дали имаш што да јадеш. Од што се живее? И ден денеска многу малку има почит кон она што се вика know-how или како ги преведуваме кај нас soft skills, меки вештини. Значи, ако не може човекот да го опипа производот, не се навикнати дека треба за тоа да платат. Јас дури јавно објавувам, не ме викајте, ако го цените мојот труд, ако навистина сакате да гостувам, да зборувам на конференции, значи научите дека за тоа мора да се плати. Јас кога одам да се надградувам во странство или било каде, јас за тоа плаќам. Но кога ме канат, значи тоа мора да ми се надокнади мојот труд, бидејќи јас ги почитувам сите тие кампањи. 10 години наназад многу работи сум работела волонтерски, па и се уште секоја година, бидејќи јас како мала, уште од мала сум волонтер во Црвениот крст. Јас ги благодарение на мојата фамилија, на моите родители, ние ги негуваме тие хумани вредности. Јас секоја година одвојувам месец до два за хуманитарни активности. Минатата година ги поминав во кампот со избеглици во Грција. Јас тоа го правам со село моје срце. Но кога некој ќе ме покани за да гостувам, за да зборувам, за да да бидам работно ангажирана, професионално ангажирана, не можам да се нафаќам секогаш тоа да го правам волонтерски, особено не сега кога не сум веќе во 20-тите години и кога навистина секој момент ми е скапоцен. Времето ми е скапоцено, а и сето тоа, секој тој ангажман си бара подготовка. Така беше и тогаш, значи сите сакаа да одам и да се сликам, но никој не сакаше воопшто на никој начин да го некако да го награди, нели, тој мој труд. Меѓутоа има подобрување во таа смисла сега или? Да, има. Да, има, затоа што сега имам можност да направам избор. Дали сакам или не сакам да присуствувам на нешто кога станува збор за пробоно или така натаму. А тогаш беше навистина тешко, бидејќи почнував од нула, јас до тогаш не живеев некој период во Македонија, работев надвор од Македонија, работев во Азија, во Африка. Тогаш се одлучив дека јас сакам да дојдам во Македонија и да ги искористам, да ги споделам сите искуства што ги знам, бидејќи мислев дека тука навистина ќе биде тоа потребно и очигледно дека беше, значи најголемата награда, како што кажав претходно, ја добив сега, после 10 години, со сите тие реакции кои што наеднаш некако се поттикна, сите тие, значи, пораки кои што ми стигнуваат, дали директно или индиректно, стигнуваат до мене секако, тоа ми се дефинитивно најголемата... Голема сатисфакција и најдобра награда. Најголема награда. И покрај тоа што можам да кажам дека, вклучувајќи ја последната награда за Европска жена на годината, вкупно 11 награди имам добиено од Македонија во областа на спортот или за особена промоција на нашата земја и така натаму, што исто така е убав поттик и мотивација. Сепак мислам дека најдрага ми е наградата која што ја добивам од луѓето, дека навистина знам дека сум допрела со нив со мојата приказна. Какво е чувството кога се качувате на тие највисоки врвови, кога животот е во опасност? И за каков адреналин може да стане збор тука и за каква поставување на следните цели, кога тоа значи доведување на сопствениот живот во опасност? Што е таа битка со себе? Станува збор тоа е многу интересно. За желба по голема мудрост или? Да, навистина многу работи учиме од планините и ако повеќе се навратиме и ја слушаме, природата мислам дека таа зрачи со мудрост, искрена. И често пати да сум се нашла во нека ситуација каде што буквално треба да се соочам со стравот. Знам дека ризикот е тука присутен. Како ќе го направам тоа? На кој начин? За тоа допрва ќе пишувам, бидејќи тоа е полето на кое што допрва сакам и повеќе да истражувам. Како да ги надминуваме тие стравови, како да се соочиме со нив, од каде потекнуваат. И навистина сум имала убави искуства на таа тема. Например,
за време на искачување на вулканот Чимборацо во Еквадор, кој не спаѓа во овие 7, но е една прекрасна планина и воедно е најблиската точка до Сонцето, која што решив дека морам да ја искачам. Но на враќање бев толку исплашена што бев, не знам, бидејќи не беше толку ладно, но едноставно беше опасно, беше мек снегот, тој глечер се топеше, имаше огромни пукнатини во глечерот, значи речи си пропаднав во глечерот, а тие пукнатини одат во недоглед. И требаше да направам бивак, да преноќам на едно место на околу 5600 метри висина. И буквално како да си го изградив гробот тука. Морам да изградам од камења, тоа се вулкански камења, тоа е вулкан. Од вулкански камења градам зид за да се заштитам од ветрот, за да можам да преноќам. И си го изградив колку што ми е голема вреќата за спиење, колку што сум јас голема и треба внатре да легнам и да преспиам. И сето тоа е малце морничаво. И тогаш се сеќавам дека во некои 5 минути, верувам дека не траеше ни толку, може би траеше 2 минути целото искуство, на мене ми се чинеше на цела вечност, седнав и буквално како да разговарав со стравот. Ги анализирав изворите на стравот кои што јас обично би се плашала. Најчесто тоа ќе бидат неправди, лоши луѓе, криминалци, вандали. Но кога погледнам наоколу нема никој околу мене, значи дека можам да го елиминирам тоа нешто од од листата што сега во моментот ме плаши. Следното што би било, дали може би нека мечка или некој опасно животно може да ме изеде, гледам наоколу нема ништо. Океј, можам да го шкртнам и тоа од листата. Третото, ајде некој објективен страв, некоја објективна причина, дали сум добро поставена, дали можеби сум поставена на лавино опасно место. Анализирам дека сум добро поставена, дека сум далеко од лавината и штом го шкртам и тоа од листата, значи од најуплашениот човек на планетата станувате најсреќниот човек на планетата и тоа е прекрасно чувство, тоа затоа секому му го посакувам секој ден да малце да ги надразни тие сетила на адреналин и на страв, како што кажува Еленор Рузвелт, секој ден направете нешто што ве застрашува. Да, рековте дека чувството на страв не ви е непознато, напротив сте го анализирале длабоко и ова можеби да биде рецепт за јакнење на храброста кај секој. Меѓутоа тоа е таму. Стравот горе на височините. Кога станува збор за овде долу, во нормалниот живот, се плашите од нешто? Па тоа се веројатно истите извори на страв кои што си ги носиме горе или доле. Затоа еве и таму прво нешто што ми падна на памет се лошите луѓе, нечесни луѓе. Кога ги нема, значи зошто јас би си помислила на лоши луѓе на 5600 метри надморска височина, кај што нема жив човек. Веројатно дека тоа се истите. Сега се менува. Можам да ви кажам дека психолошки почувствував промени во тој поглед после ковид, после короната. Значи наеднаш почнав да чувствувам некои чудни стравови, што до тогаш ги немав почувствувано. Наеднаш почнав да се плашам за други луѓе повеќе. Не знам, мислам дека така некои психолошки промени почувствував додека боледував од коронавирусот минатата година. И апсолутно ги анализирав сите тие, ги запишував, водам дневници, водам видеодневници. Сигурно некаде ќе ги објавам, мислам дека тоа е материјал за следна книга. И освен стравот, уште една многу важна категорија, која веројатно таму на планините е многу различна од овде, е времето, односно управувањето со времето и ние во времето. Времето како временска рамка или како климатски промени? Времето како временска рамка. Да. Дали научивте поинаку да го доживувате и да го почитувате времето? Апсолутно, но тоа потекнува од фактот дека уште од мали нашите родители не носеле да на спорт, да тренираме некој спорт или на англиски или на школа за сликање и така натаму. Значи таа дисциплина и тоа подобро менаџирање на времето апсолутно потекнува од обврските што ги имаме како деца. Затоа и го препорачувам спортот како нешто што на најмладите може да им всади добри навики, кои цел живот понатаму ќе им бидат корисни во животот. Така. Од местење на креветот почнува. Значи што правиме кога ќе станеме? Местење на креветот. Еве сега во Америка, значи зборувавме пред аматерската кошаркарска асоциација. Значи тоа се деца кои потоа може ќе играат за НБА, но
сите тргнуваат од таму. ААУ се вика. AAU баскетбол. Значи имавме едно мотивирачко излагање пред нив во Ноксвил, во Тенеси. Една од говорничките, која што е бивша WNBA кошаркарка на женската НБА, кошаркарска лига, значи таа истото го кажа. Прво нешто од Сабајле, значи кога не сме мотивирани, ама знаеме дека мора да тренираме, самото нема да дојде. Ништо не доаѓа само, за све треба многу работа. Но таа истото значи го кажа, јас апсолутно се согласувам. Прво нешто од Сабајле, си го местиш креветот, после тоа се миеш, нели, се средуваш и одиш на тренинг. Добро, а тоа соочување со смртта, кое е редовно веројатно на тие височини, каде што се над 7000 метри, нели се доведува ризикот на животот. Добро, секогаш постои ризик на животот, соочувањето со смртта не ве плаши? Но тоа е сепак, тоа е сепак значи во тие стравови кои што ги кажавме. Значи сваќаме сега добро, дали стварно сега мене денес ми е пишано нели да нешто да се деси за да јас останам тука, или анализираме дека тоа се можеби ирационални стравови. Стравот од смртта е најнормален и присутен кај секој. Тоа е најпримитивната емоција која што е најшироко присутна кај секој човек. Но напротив, мислам дека со тие активности и во таа мисија ние да искачиме некој врв, да се најдеме на највисокиот врв на светот. Мислам дека напротив, значи повеќе она другото го будиме. Волјата да го истраеш тоа и да го завршиш како што треба. Бидејќи секаде кажувам, дури во првата книга тоа го кажувам. Врвот е само половина пат до целта. Главната цел е да се вратиме дома кај оние што не сакаат и веруваат во нас. Така, една планинарска мудрост вели: поздравувај ги луѓето кои ќе ги сретнуваш одејќи нагоре, за да има кој да те поздрави кога ќе се симнуваш надолу, и тоа не е само планинарска, туку е веројатно универзална мудрост, што јас како новинар ја употреби во далечната 2009 година и не знам дали ќе се сетите, а сум прочитал некаде дека водно се вашите детски почетоци, први планинарски почетоци. Меѓутоа, еве, јас се сеќавам на еден момент кога со доктор Сашко Кедев, кој што туку беше вратен од неговата успешна мисија од освојувањето на Монт Еверест, правевме еден прилог, снимавме еден филм на водно, на една планинарска патека, и тогаш се сретнав Милина Арсова, која тогаш беше непозната за пошироката јавност, меѓутоа вие сте всушност ја подготвувале вашата мисија за освојување на Монт Еверест. Да, јас се сеќавам точно и каде се сретнавме, одма над скаличките од средно нагоре. Така, со доктор Кедев одевме нагоре и вие не претрчавте, всушност, бидејќи ние снимавме, одевме бавно, а вие одевте спортски онака баш. Јас тогаш веќе планинаре, значи тој период доста качував карпи, живеев во Азија еден период и тогаш ги имав искачено моите први планини со по 5000 метри. Тоа беше поинаков концепт. Значи тогаш со мојот пријател Илија, значи тогаш сето тоа беше авантура, истражувачки карактер. Немаше водичи, немаше организации. Ние гледаме некоја планина и се упатуваме да одиме кон таа планина во Кина. Тоа е некоја планина на границата на Кина и Тибет. И нас не кажуваат дека таму никој не си има качена. Планинава е 5000 метри. Ние одевме можеби 100 километри во денот тогаш. Бевме многу јаки. Навистина имавме јака мисија, но го немав тој компетитивен карактер, чекај сега јас ќе бидам таа што ќе ја пишувам историјата. Па можеби токму да и од Илија, но и од доктор Сашко Кедев потекна идејата, тој ми кажа всушност прво, ако некој може од Македонија да искачи Еверест, жени, тоа си ти. Се сеќавам на разговорот, кус разговор водевте таму со доктор Кедев и ве охрабри во таа пригода и ве поттикна. Да, тој можеби веќе знаеше дека јас планинарам, сепак тоа не беа некои многу познати планини. Дури и сега, еве, јас минатата година во Еквадор се утопав од качување планини, но некако на нашата јавност тие не им се толку интересни затоа што не им се толку познати. А тие беа можеби и најтешките што досега сум ги скачила. Сепак кај нас се знае за Монт Еверест и така и за Мон Блан и за уште некои други планини, но мислам тоа е едно бескрајно пространство кое што зборувате со голема страст на секоја тема што ја отворивме, меѓутоа од можеби мој личен впечаток е и дали можам така да заклучам дека сепак најудобно се чувствувате во планинарските чепли. Да. Или дали на сметка на тоа ја запоставувате малку уметноста, бидејќи најголемата слобода што ви ја нуди инспирација е сепак планина? Па добро, обично после планина следува добра слика.
Јас навистина сето таа инспирација после тоа ја преточувам на платната. Па не би рекла дека ја запоставувам. Бев задоволна годинава, имав некои добри изложби. Редовно изложувам, но не сум 100% посветена на уметноста. Не можам да бидам, бидејќи и планинарењето сака да бидеш посветен, и уметноста сака да бидеш. Секој едно од тие си сака да си цел човек. Јас некако успевам да ги менаџирам тие 3-4 што ми се големи пасии и да ги одржувам на ниво кое што сум јас, да речеме, до никаде задоволна, и сум свесна дека секое едно може да биде уште подобро. Рековте една од примарните цели за наредниот период, вие интелектуалната надградба, интелектуален врв, некој може поточно да кажете за што станува збор? Каде ќе се насочите? Па, може би веќе начнав дека ме интересираат повеќе истражувања да правам во однос на психолошките предизвици, во однос на женското планинарење и така натаму. Но ќе дознаете сигурно наскоро. Да, и при крајот на разговорот да се навратиме на онај со кој почнавме. Ве прашав каде е Игор Џамбазов, како функционирате во меѓувреме, бидејќи често патувате, често сте разделени. Како ви оди кога сте заедно? Па, одлично, мислам, не може да биде поубаво. Толку има некоја креативна атмосфера помеѓу нас. Јас можеби сликам, тој пишува или свири, и сето тоа некако има убава енергија што на крајот мислам дека се што ќе излезе, секој дело што ќе излезе створено во таква атмосфера, не може да биде лошо. Тој барем беше стварно многу продуктивен, еден куп нови песни има и пишува и многу книги и така натаму. Јас исто така работев на неколку проекти паралелно и ве конечно сега можам да си го видам делото во рака, да го држам и така натаму. Така да добро функционираме, со тоа што ние сме и така интелектуално сме многу блиски во однос на некои сваќања, а во однос на физичкиот дел сме доста различни, но тоа сепак и не пречи многу да се привлекуваат во доколку секој знае да си го негува на своето. Јас на пример ако не извежбам нешто во текот на денот, ќе полудам, после тоа ќе бидам нервозна и ќе треба на некој да му се исторам. Значи подобро е јас да си ја завршам мојата спортска активност. Тогаш може Игор да биде мирен. Тогаш тој ќе биде мирен, да. Ама секако дека се труди и тој да ме следи, да спортува. Па вежбавме, доста, неколку пати вежбавме заедно и шетавме и планинаревме по Кожув заедно и така натаму. Да. Кога ја почнувавме оваа сезона од утринската програма, еден од првите гости беше Игор Џамбазов. Вие тогаш се јавивте онлайн, бидејќи бевте во Јужна Америка, рековте на некој од врвовите на Андите. Да. И тогаш го поставивме прашањето дали прво вие ќе го научите Игор да спортува, да планинара, или тој ќе ве научи да пеете или да глумите. А потоа и заеднички го поставивме прашањето на кое вие вешто го одбегнавте одговорот, па еве сега уште една шанса имам да го поставам пак. Дали заедно со Игор Џамбазов планирате да освоите некој заеднички врв? Во приватна смисла, така беше поставено прашањето. Игор ме допрецизираше, меѓутоа вие... Еве само да кажеме дека дека можеби работиме во таа насока или така некако. Уште нешто малку во детали? Конкретно? Срамота е колку е утринска програма. 10:13, значи после 12 навечер. Добро. За деталите мислам, за деталите после 12 навечер. Илина, ви благодарам многу за гостувањето во утринската програма на Телма. Со задоволство ве слушав, направивме одличен разговор. Мислам дека спомнавме се до вашиот следен подвиг. Да, инаку само тоа сакав да кажам, кога ми кажавте дека сум најсреќна сепак во планинарските чивли, тоа можам самата да го видам од фотографиите. Значи, еве сега последниве 2 години јас се насочив да качувам карпи и сакам да го извлечам максимумот од моето качување карпи. И многу се трудам, ама многу е тешко, И не ми се исти, фацата не ми е иста, значи ако се сликам на карпа и таму кај што ќе се сликам на висока планина, значи кога ќе се сликам на снег, мраз, не знам, на минус 40, на најдалечните, најсуровите планини, значи обтегната ми е насмевката од уво до уво и знам дека самата фотографија кажува колку јас таму се чувствувам срекна и исполнета и покрај сите ризици што ги имаме. Во ниеден друг спорт не сум го доживеала истото, навистина. А сакам и да пливам и да творам и се скијање, да, и така натаму и летање со параглайдер и со падобранец сум скокала, ги сакам навистина сите тие предизвици, но неспоредлива е
тие селфиња што сум си ги направила во планина, неспоредлива е мојата насмевка, што јас лично можам да видам дека тоа е моето среќно место. Таму се чувствувам најсилна и најкомпетентна. Илина, ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Ви посакувам многу успех во натамошните предизвици и да ни дојдете повторно, ве чекаме со следниот трофеј овде во студиото на Телма. Ви благодарам на поканата, поздрав за сите гледачи и поздрав за Игор Џамбазов ако ме гледа. Уживајте во утринска. Да. Ќе го поздравиме Игор уште еднаш.